Во Тетово и денеска е вообичаен ден. Продавници, ресторани, кафулиња, трговски центри и повеќе погони за производство работат со полн капацитет. 1 мај меѓународниот ден на трудот. Повеќето работници во Тетово го прославуваат работно. Дека е празник говорат само неколкуте знамиња во центарот на градот поставени долж булеварот Маршал Тито. Денот на работниците не се одбележува со никаква манифестација, протест или марш. Пред јавноста не сакаат да зборуваат, но посети камера граѓаните кои денеска беа на своето работно место ни раскажа дека на секој празник работат, а собствениците не ни помислуваат да им исплатат за прекувремена работа. Не смееме да одбиеме работа, велат, затоа што ќе бидеме избркани. Граѓаните истакна дека работниците немаат никакви права, затоа што државата дозволува фирмите незаконски да профитираат на грбот на вработените. Порано си имало и митинзи, нормално да се назначи значењето на работничката класа. Денеска тоа нема, затоа што е работникот притиснат. Да, и денеска работи. И денеска работи, да. Што да прави? Денеска треба да биде слободни, ме и да гледам работа. Работа по конфекциите. 100%. Ова нема закон ова за работниците, тешко. И кома иде све бетер и бетер. Ама види закон имамо ми е све. Ево тето има инспектори, нели? Од Државниот инспекторат за труд ни изјавија дека се свесни за прекршувањето на законот за државни празници. За било која фирма да работи на државен празник треба претходно да извади одобрение за прекувремена работа, која на годишно ниво не треба да надминува повеќе од 190 часа, но повеќе претпријатија и локали без потребната дозвола работат за празниците, а ние пак како институција немаме човечки капацитет истите да ги контролираме и санкционираме. Во Тетово имаме на секој државен празник по еден дежурен инспектор. Тој не може да изврши контрола на сите субјекти дали работат или не. Затоа и фирмите ја користат оваа пропуст и работат за празниците. Треба повеќе инспектори да се вработат за да може да се контролираат и санкционираат фирмите ако го прекршуваат законот за државни празници кој предвидува парични казни и над 7.000 евра. Фирмата, ако има одобрение за работа за државен празник, мора да го плаќа работникот за прекувремена работа, но на трансакциона сметка, а не парите да се исплаќаат на рака, како што тоа го прават повеќето собственици. Од инспекторатот велат дека имаат изречено казни за предпријатијата во Тетово кои не го почитуваат законот за државни празници, но бројката на казните, како што истакна, отаму не ја знаат, затоа што немале доволно кадар кој би работел на евиденција и статистика. Од владата во повеќе наврати истакнаа дека инспекцијските служби се со мал број вработени и етапно, како што рекоа, кадарот во овие тела ќе се зголемува.